Почитувани медиуми, ВМРО ДПМНЕ повторно се обидува да ја манипулира јавноста со цел да направи нови вештачки поделби во Македонија. Законот за јазици е во рамките на Уставот и отвара шанси за едно општество за сите. Со законот не се воведува двојазичност на цела територија, ниту пак е загрозува уставната положба на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо како службен јазик на цела територија и во меѓународните односи. Сите се добитници со ваков закон. Македонија ништо не губи, а многу добива со остварувањето на последното отворено прашање од Охридскиот рамковен договор. Но ние се грижиме и за македонскиот јазик. Иако цело време ги замајувате граѓаните, целата јавност нека знае дека за прв пат влада ќе одделува буџет за унапредување на македонскиот јазик и прв пат по 1999 година ќе има вработување во Институтот за македонски јазик. Како можете да бидете толку дрски, да критикувате и да напаѓате, да ширите лаги и омраза? Како може да клеветете и да инсинуирате нешто што не е вистина? За какви пусти пари говорите, колеги од ВМРО ДПМНЕ? На вас ви стана пракса да ги замајувате граѓаните со вашите приказни. Кажувате приказни дека во Источна Македонија ќе се изучува албанскиот јазик. Лага е тоа, колеги од ВМРО ДПМНЕ. Најтажно е што немате никаква морална и етичка одговорност. После се што упропастивте, а упропастивте многу, подобро е да молчите со наведната глава. Не знам како не можете да сватите дека веќе не сте на власт, а со ваквото однесување и нема да бидете уште многу години. Затоа не ви одговара да прифатите нито еден закон предложен од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да. И за крај, за тие што не можеа да ми го погодат името, а и не ме познаваат добро, јас сум Славица Шуманска-Митева, родена во Штип, а мажена во Виница, и за ваши информации, колеги од опозицијата, воопшто не ми е срам од моите виничани, затоа што знам што сум им ветила и што планирам да реализирам. За разлика од некои од вас, јас сум во секојдневен контакт со жителите на мојата општина, од која имам целосната поддршка. Ви благодарам.